води евиденција и постапува само по кривични пријави. А кој врши надзор, кој врши некаква анализа на состојбите, за да може на судот утре да му предочи известни аргументи по-сериозни, тие остава се извинувам, тие остава судот понатаму би постапил. Една од врските се извинувам на Центарот за социјална работа е надзорот на родителското право. Значи тоа е превентивно како да не дојде веќе до одземање до казни, затоа што сепак детето најдобро се развива во себе средина. Секогаш кога Центарот има било какви алармантни действија дека нешто се случува во некое семејство, треба да врши задолжителен надзор на родителското право, да работи со семејството, да работи со детето, да работи со родителите. Меѓутоа тоа многу малку се случува кога што јас имам искуство од центрите, дали немаат кадар, дали немаат возило, имавме еден случај кога дете злоупотребено од родителот. Нема каде се смести, го смесуваат нови установи ранки, но што бега од таму. И ние викаме, луѓе, морате вие да работите со ова семејство, мора да ги надмините проблемите. Меѓутоа, немаме возило, една се отишла во семејството, мора да се оди на лице место во семејството. Со овие улични деца не се решава проблемот само со кривични дела. Со тоа што ќе ги казниве родителите, не го решаваме проблемот. Значи, нешто е поширок проблемот. И социјален, и психолошки. И не е решен проблемот. Истите деца кои... Со прифатилиште може би деловно да реши тој проблем. Во прифатилиште попладне се повторно. Околу ова дилема, дали Центарот води и постапува само по кривични пријави или... Не. Укажување, значи, на физичко лице, на невладина организација, сами преку пат на увид, затоа што единствено Центарот има методологија на работа, метод на работа увид во домот. На улица, било каде, меѓутоа. Ајде малце да ја подигнеме се дискусијата на друго ниво. Значи, евидентен е проблемот, значи, не го измислуваат колегите кои викаат немаме возило, па на крајот кршите за ограѓање речете не ви ни треба возило, меѓутоа мора да бидете оперативни. Значи, во овој дел ни престојат сериозни чекори. Не може Центарот да работи едносменски на крајот кршите. Значи, мора да има мобилни екипи. Имаме, меѓутоа дека сега збориме за нешто друго. Во ера сме на процес на децентрализација, може важи за нашата република. Што значи дека државата веќе дава дел и ингеренција на локалната самоуправа. Каде е локалната самоуправа? Господја Ларова, Кирил Тодоровски, градоначалниците Лациновски, не знам таму Ѓорѓе Арсов. Значи, сите тие со своите служби веќе мораме мобилизирано заеднички да настапуваме, да остават простор за дневен центар, доста паткова, ние ќе дајме стручен кадар да имаме акција. Со господја Кошаровска само во овој дел не би се сложил. Значи, ние препуштајќи се на да речеме инерцијата и ги решаваме проблемите, се вето давно пробуваме ги викаме. За жал, во оваа ситуација, во овој контекст, кај што имаме најгрубо занемарување на детските права, мораме со репресија. Значи, 2-3 постапки за зиме родителско право. Казна затвор за да го подигнеме нивото. Треба поголема агилност од социјалните работници. Треба. И каде професионалност език да речеме. Да, никак како сите во државата никој не е добро платен, никој не работи во најдобри услови, во ова студио гледате малку е студено, нели? Сепак имаме ова работи, да. И како печурки да никнуваат на иницијатива и на центрите за социјална работа и на локалната самоуправа на општините овие дневни центри, ама дневни центри. Не да ги однесете краткорочно 4 часа, 8 часа, каде што добиваат основни хигиенски навики, ручави и после тоа малку оснажени ги враќаме пак на улица, да родителите уште подобро ги експлоатираат. Значи, мора да го закружиме системски да гледаме на проблемот. Дека се вратам, моето прашање јас сум навистина шокиран од податокот дека некој има, веројатно некој има сознание дека тоа дете тежело 7 кг, ќе се вратам на случајот Чичино село. Тоа значи дека елементарен професионален предизвик и сензибилитет кај известен било кој социјален работник. Ама нема социјален работник во тој блок. Па не има интерес барем да појде да види. Преку центар, не директно во Чичино, да. Во секој случај дека имаме и субјективни слабости. Не може да кажеме кој што има за здравствени работници, за полицајци, за социјални имаме и некои субјективни. Меѓутоа затоа ќе си понесат одговорност. Дефинитивно. Има ли проценка колку ќе чини државата е тоа што овие деца не се вакцинирани, на пример по улица што се нема здравствена заштита? Во овој контекст да ви кажам. Ова дете што е инвалид, тоа претпоставам дека за голема сума на пари бидејќи тоа се деца кои утре ќе излезат, нема да бидат едноставно. Борија, најмалку ќе владат парите. Сега во целава ситуација, нели? Збориме за еден организиран пристап. И парите. Меѓутоа, оваму па зборуваме дека парите се потребни за да се запослат луѓе, за да се екипираат центарот. Значи повторно се движи околу парите. Сепак сме во некакви процеси. А парите сепак се што остат, сакам да кажам. Веројатно многу повеќе отколку да се отвори еден дневен центар кај што ќе бидат децата движени, се извинувам, 24 часа и ќе бидат под контрола и под нега. Предпоставка дека да се веројатно многу повеќе чини. Јас сакам на Невенко уште еднаш да поставам прашање. Значи, што ако родителот, мајката малолетничка, покрај некривична пријава за тоа што детето доживеал трајен инвалидитет, кој ќе плати оштета за ова? И кој ја сноси одговорност? Центар кој требало да се грижи за малолетниците.
Тоа е одговорот. Центарот, значи рековме, центарот мора да се грижи за децата во Република Македонија. Државата во целина, меѓутоа, како надлежен, најнепосреден орган се Центарот за социјална работа, кој што мора, реков, да врши надзор на родителското право, како се врши тоа родителско право, има ли семејно насилство, нема ли семејно насилство. Сега Центарот треба ги плати. Ама Сонита не била бегалец од Косово згрижена во тој дел кај што биле бегалците од Косово. Сонита стапила во малолетнички брак и живеела таму илегално во тој дел. Во вонбрачна заедница. Ако Центарот вршил контрола таму, кои се му се сместени, и ако знаел дека има малолетна со дете, требал да си преземи мерки за старателство, други мерки за стрижување. 2 деца родил Таа е сместена со едно писменце кое што го и до сега, со заменик министерот поранешен, заедно со нејзин зет од сестра. Таму е сместена. Кога тој се иселил, таа бомбарачно стапила во брак со овој што сега го претепа детето и останала да живее, а тоа има статус на реселено лице. Иако од одговорното лице таму во кампот Чичино село кажува дека јас постојано алармирав и до Министерството и до Центарот дека имам луѓе што ми се илегално, така да кажам, не ми се никаде пријавени, имам и малолетници, меѓутоа никој не реагирал. Дали било тоа така или не било така, најдобро знаат центрите и Министерството секако. Во овој контекст сакам само нешто да кажам. Сепак сме во еден процес каде што значи имаме и меѓународна поддршка, значи имаме декада на ромите која што е длабоко инволвирана ке нас веќе втора година како се реализира и мислам дека сме тука лидери во тој дел во Југоисточна Европа. Значи таму има еден куп на програми каде што знаете корените проблемот. Многу е чувствителен проблемот особено за ромската популација. Значи ние треба сега значи организирано и со помош на декадата и со стручните служби, значи и невладиниот сектор да успееме да ја подигнеме свесноста и кај родителите, кај возрастните, мите да ги воведеме децата во оној систем да речеме на градинка, на школство. Да не се семејното насилство, туку да говориме што повеќе и да го препознаваме, а посебно да го препознаат наставници, воспитувачи кои работат во државни институции, насилството кое го имаат во себе. Значи, и сензибилизирање и обуки на воспитно-образовниот кадар, на згрижувачи со кои работат со таа чувствителна група на деца за ненасилна комуникација. Во тој контекст е тоа процес што викаме кај што треба. Меѓутоа веројатно ќе треба да се преземаат и одговорности, значи конечно некој да отиде во затвор кој ќе направи ваков проблем, онаков проблем и така натаму. Меѓутоа реков одговорноста комплетно сите. Затоа и не предмалку реков. Граѓанскиот сектор е неопходен, меѓутоа во висинска препознатлива улога. Само да си го знае местото, сосем е доволно да зменат алармира, да побара одговорност и така натаму понатаму со неговата организација. Никако понатаму. Ако му делегираме задача, он аплицира ке нас, па добие задача кој што имавме прекрасен проект со децата без родители, добро се заврши на крајот кршата, ама имавме мониторинг и така натаму. Значи веќе немаше пробивање на системот да некој експериментира со некои дечиња, нели? Него. Затоа во тој дел треба сите да си ја знаеме улогата. Ова малолетна мајка требало и МВР на пример на крајот кршата, кој ќе влезе, кој ќе легитимираат, значи како? Да го казни овој возрастниот што завел малолетнички, со кој има и дете и така натаму, значи на време. Значи сите сме условно кажано помалку виновни. Потребна е значи соработка, координација меѓу институциите. Тоа на вистина ни недостасува. Децата според конвенцијата мора да имаат приоритет во оваа држава. Конвенцијата рекла, дали постапуваат административни, државни, судски органи, приватни субјекти, секој мора да го почитува пред се најдобриот интерес. За да го заклучиме на оваа тема, сакам уште еднаш да прашам. Дали е проблемот само во буџетските средства и екипираноста или е проблемот и во одговорноста, професионалноста и сензибилитетот кон пристапувањето на овој тип на проблеми? Не е секојаш проблемот во средствата и во парите. Некојаш тие, да кажеме, и законите може би имаат некои недостатоци, меѓутоа и законите бавно ни се спроведуваат во пракса. Например, за семејното насилство, по наш предлог беше воведено, предвидено во законот, наместо детето да се одвои во семејството кога жртва на насилство, да се издвои насилникот. Меѓутоа за тоа ни се потребни одредени советувалишта каде што тој насилник ќе се подобри неговото однесување кога ќе се врати дома, не да биде уште поголем насилник, него да биде навистина поправен. Меѓутоа тие советувалишта за години законот е во сила, воопшто не се советувалишта ли може да биде отстранен? Отворени, може да се отвори, ако има каде да живее. Ако нема каде, најчесто во праксата од што ми кажуваат центрите, ако нема друг стан, на улица треба да остави и не го стават, најчесто не се преземаат тие мери. Значи не е секојаш во парите, него колку сме сите координирани, колку брзо реагираме. Ако брзо се реагира, тогаш и парите се. Колку се сака да се работи. Постоечките закони се секој треба да се напредуваат. Слушам се го секој Шаровска. Меѓутоа, имаме постоечки закони кои ќе регулираат материјата. Не ги користиме 20%, оние можда се што ги имаме. Јас мислам дека во овој дел имаме доста голем напредок и тоа го кажуваат статистичките податоци кои што излегуваат од нашето министерство. Да речеме, некаде во 2005 година
Јас не ги земав со себе тие статистички податоци, има над 152 кривични пријави по основ на семејно насилство, да речеме. Што не значи дека претходно немало, меѓутоа луѓето или ние како овластени службени лица сме немале законски можности и законски овластувања да постапуваме по тоа. И се третирале дали како прекршок или нешто како да речеме се зборуваше дека е тоа приватен проблем, приватна работа и така натаму. Значи семејното насилство сега се третира многу повеќе. Постојат во Министерството наше, во Министерство за труд и социјала и невладини организации кои што не се носители, да речем, на сите овие активности во врска со семејното насилство, кај што се прават процедури и протоколи за постапување во врска со пријавено кривично дело семејно насилство. Добро, пред крајот на емисијата сакам само уште една тема околу правата на децата и насилството во сегментот во образованието. Кратко би сакал од амбасадата и народниот правобранител колку имате случаи на пријави, представки околу повреди на детските права од страна на наставниците во училиштата? Да, нажалост бројот на таквите представки расте. Имаме доста и представки што ни се поднесени од меѓаши. И за да утврдиме на вистина каква е состојбата во Република Македонија со физичкото и психичкото малтретирање на децата, ова година веќе вршиме едно истражување во околу 60-70 училишта основни во Република Македонија, тоа при крај тоа истражување, вака првичните резултати се загрижувачки, значи имаме и сексуално, и физичко, и психичко малтретирање во училиштата. И да кажам дека и овој проблем несериозно се гледа, се зема предвид, барем во училиштата. Се реагирали, вие предпоставувам како представија на народен правобранител треба да реагирате со Министерството за образование. Ние веднаш реагираме. Меѓутоа, има ли одговор, има ли санкции, се сносат ли одговорност? Санкциите се многу мали, несоодветни. Значи ние бараме, еве сега имаме во случај за 25 мај, ни одговара, па вие наставникот вика го опоменавме. Како го опоменав, така има физичко насилство. Бараме прекршочни кривични постапки. Ние 3 кривични постапки имаме поднесено против наставници кои што вршеле физичко насилство. Една е веќе во тек процедурата, прифатена ни е кривичната. Кој вика дека го опоменале од Министерството за образование? Од директорот на установата, а Министерството за образование до сега немаме никаков одговор. Не се реагира брзо. Јас се речам и за семејното насилство, и физичкото насилство, училиштето нема брза реакција и нема соодветна казна. Ние со години бараме за физичкото насилство во училиштата. Прво да се дефинира што е физичко, што е психичко и да се предвиди казна. Наставник што врши физичко или психичко насилство во училиштето да се острани училиштето. Него не му е таму место. А не со парична казна се казни или да се опомени дека врши. Значи, таков наставник не му е место во училиште. Два примери каде што насилникот наместо да се казни се наградува. Првиот пример е со Толи Зормудис, каде што психологот потврдил дека имало физичко насилство од нејзин колега и директорот и се заканува и ја казнува со 10% од нејзината плата, затоа што го нарушувал имиджот на школото. А вториот е уште по застрашувачки. Не се постои одбиена плата затоа што го нарушува, не затоа што го тепало детето. Не, затоа што посведочило дека детето било претепано од нејзин колега. А вториот случај кој е многу интересен од аспект на промена трансфер на власт, како што воспитувачот од интернатот Љубанци, кој со неколку писмени изјави на деца заверени во нотар, каде што прва детска амбасада во се размеѓаше со Рубикон и Хелсиншки комитет за човекови права реагираше дека наставникот треба да се казни, да се отстрани од тоа училиште, а тој интернат за жал со капацитет од 60 штитеници сега има само 4 до 5 и не искористен, а многу деца се на улица и не се згрижени таму. Тој наставник во моментот кој се вика Сашо е сега директор на тоа училиште. Значи не сакаат да го унапредиле. Еви пример како се справуваме со насилството и насилниците. Добро, ви благодарам што бевте гости во форумот за Европа. Се надевам дека ќе донесовме во некоја една прилика барем помалку вакви случаи да има како овој последниот во Чичино село, а и вакви напредувања на професори кои тепаат, но за тоа во некоја друга прилика се надевам. Благодарам што бевте гости. Благодарам за вниманието и до гаѓање.